Алкохолот и семејното насилство, нарушени семејни односи и страдањето на децата се водечка причина за новата книга на Анче Пешева. Романот насловен како Дрво без корен, во кој се е јасно и реално искажано за суровиот живот на младата Анче, која преку Нора ја открива реалната вистина пред која ќе се потресат и млади и возрастни. Татко алкохоличар, мајка незаинтересирана, а романот и Нора имаат среќен крај. Стара вистина. Животот пишува романи. А да се биде човек е голема и тешка работа. Човек во вистинската смисла на зборот. Човек филантроп, алтруист, чесен, морален и достоинствен. Ете, во таков човек израснав јас. Но навистина било тешко да се постигне сето тоа. Особено за некој како мене, кој што својот живот го започнал на маргините. Но животот беше добар професор и ме научи на сето тоа. Иако многу често строг и суров, сепак му благодарам. Затоа што и покри својата суровост, сепак имаше одредена милост кон мене. Животот ми го донесе и најважниот човек. А тој е одговорен за она што сум сега. Тоа е мојот очув Миле. Се прашувам, каде и која ќе бев јас доколку не беше тој. Но животот имал и уште еден пакет со среќа за мене. Мојот сопруг Ване и двете најпрекрасни суштества на планетава, Тамара и Ален, моите деца. Анче Пешева раскажува вистински и на доживеан начин за болната вистина од нејзиното детство, за Нора која уште како мала се соочува со болка. Романот е напишан на јасен и разбирлив начин, рече промоторот Иван Котев. Во средишето на оваа драматична сторија е Нора, крајно интелигентно, но несреќно дете кое расте заедно со несреќните и болестите, што ја напаѓаат уште од најмала возраст. Со својот интелект таа доминира над средината во која живее, но несредените семејни односи, како и неодговорниот однос на мајка и од малото интелигентно девојче ствараат болно дете, кое долго време лебди меѓу животот и смртта. Само без крајната вера и верба во Бога и во добрите луѓе придонесуваат оваа слабо и болно девојче да ги надживее сите премрежја и да излезе на прав пат. Цитирам: кога во страшната ноќ тропна на дворешната врата и ги прекина низините размислувања. Влезе тој, пијан, со истиот крвав поглед, со истиот пијан од, со истиот мирис. Тој мирис, проклетиот, кој ги гореше незините ноздри и како оган и ги добираше во дробовите и ја гореше душата. Низ романот дефилираат мноштво и други ликови кои помалку или повеќе се носители на действието. Ја гледаме сестра и на Нора, мирна и тивка, послушна и кротка, а толку несреќна. Ја омажиле уште на 17 годишна возраст, за разлика од Нора која не дозволила други да ја кројат нејзината судбина. Романот Дрво без корен е втора книга на Анче Пешева. Во првиот роман Дно таа зборуваше за најголемото зло на денешницата, дрогата.